По синокешните обилни врнежи од снег, патиштата во регионот се целосно проодни. Од утринава исчистени се и остатоците од снег и движењето се одвива нормално на во зимски услови. Моментално сите патни правци се проодни со влажни коловози, без остатоци за снег. Во моментот сум на пат А3 према граничен премин и тука што е со влажен коловоз, препорачуваме да го внимателно, за да нема несакани последици. Предупредување во моментов има, само за појава од одрони. АМСМ препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде има можност од појава на одрони. Ова посебно се однесува за делниците Виница Берово и Кочани Делчево. Информираат од АМСМ. Интензивно се работи и на целосно чистење на снегот во Подплачковичкиот регион. По синокешните вечерни часови се чистеше во Плачковичкиот регион практично до сите населени места. Наутро продолживме со овие активности, така да во текот на денешниот ден ќе бидат проодни, односно се веќе проодни и пристапни сите приоди до населените места. Од друга страна, улиците во сите општини од регионот се целосно исчистени. Ментално, значи, имавме само мал проблем со повисоките места населени, како село Цера, да речеме, таму се патиштата сега веќе проодни, од Сабајлеве имавме потешкоти, меѓутоа проблемот е до сега решен. Сообраќајот се одвива нормално и за сега патиштата се во добра кондиција. Екипите на јавното предпријатие Стипион веднаш излегува на терен и можам да кажам дека улиците од прв, втори, трет карактер во општина Штип се чисти. Инаку isfрлени беа 25 тони на сол и 15 метри кубни на песок, односно абразивен материјал. Исто така голем дел од патиштата и до селата се пробиени. Во текот на вчерашниот ден беше пробиен патот до селото Шашаварлија и до селото Никоман. Во текот на денешниот ден екипата на јавното предпријатие Стипион ги пробиваат патиштата до селата Пиперово, до селото Чифлик и до селото Љуботен, и како има потреба и реакција на граѓаните, исто така излегуваме на терен. За од утре синоптичарите не најавуваат нови врнежи, но ноќните температури ќе бидат доста ниски, па постои опасност од подмрзнување на влажните коловози, што е аларм за дополнителна внимателност.